Политиките на владата на Заев и СДСМ доживуваат фијаско. Ветувањата напишани во изборната и владината програма доживуваат крах. Секој ден граѓаните се повеќе се уверуваат дека пред избори биле излажани од оваа гарнитура на власт која патолошки лаже. Проблемот да биде поголем. Тие сега ја подценуваат интелигенцијата на граѓаните и нивното паметење. Па повторно лажат дека тоа што го ветиле, не го ветиле. Министерот за транспорт и врски Сугарески без срам пред неколку дена изјавува дека тие не ветиле дека ќе изградат 600 км автопат, а тоа им беше едно од најважните ветувања во изборите. Погледнете оваа ситуација со слики и видео. Почитувани граѓани, во планот за живот во Македонија испланиравме нови 600 км автопати, 550 км магистрални и 1000 км локални патишта. Ние ветивме 500 км автопатска мрежа. Толку е Македонија. Значи да ја завршиме со автопати. Ова е владина програма. Делот на инфраструктура и се повикува многу јасно. Добро, каде ве прашувам? Значи, преку овие инвестиции владата ќе обезбеди изградба на 600 км автопатишта и експресни патишта, 550 магистрални и регионални патишта и 1000 км локални патишта. Значи, видете. Само ве прашувам каде. Значи, одма на почеток сакам да кажем дека 600 км автопат, ако ја погледнете изборната програма и на СДСМ и на владата на Република Македонија, не стои дека се 600 км автопат. Тоа подразбира, значи, покрај автопатите, изградбата на автопатите, подразбира изградба на експресни патишта, регионални патишта и магистрални патишта. Тезата која што се обидува да нафрлат дека 600 км автопат некој некаде ветил, мислам дека за жал трагично. Заев во 2016 година вели дека со планот за живот испланирале 600 км автопат. Тоа го ставиле на хартија како партиска програма, па го преточиле како програма на владата, која Сугарески потоа ја читаше, а сега соочени со своја неспособност и незнање да излезат и да обедуваат јавноста дека таква работа никогаш не е ветена. Очигледно, највисок дострел за оваа власт во сферата на инфраструктурата ќе биде да се организира чочек. Не би не зачудило ако наскоро сите министри во владата, предводени од Заев, не почна да ја обедуваат јавноста дека не ветиле ниту 500 евра просечна плата, 100.000 денари плата за докторите, нови работни места, помали долгови, 15% поврат на ДДВ во висина од 500 евра за секое семејство годишно, чист воздух, чиста вода и слично. Ова е резултат на цунамито кој го предизвика. Па сега сами мораат да се демантираат, за жал. Тоа е почетокот на нивниот крај. Македонија заслужува подобро и ќе добие подобра влада. Тоа ние го ветуваме и набрзо ќе се оствари. И благодарам.